четврта година поред приватниот коледж Јахја Кемал е домаќин на надпревари во повеќе спортски дисциплини, организирани за учениците од основните училишта во Тетово и во Тетовско. Надпреварите во кои учествуваат вкупно 28 училишта започнаа вчера. 9 оделенците денес ги измерија силите во фудбал и одбојка, а утре ќе бидат организирани надпревари во кошарка. Welcome to our tournament. I would like to introduce myself first. My name is Yesha Shimshek. I'm the principal of Yahya Kemal College. Добре дојдовте во нашиот спортски турнир. Прво да се представам, јас сум Јаша Шимшек, директор на колеж Јахја Кемал во Тетово. Колеж Јахја Кемал во бразда на неколкуте културни и образовни активности што ги има во текот на годинава. Ова година по четврти пат ја организира спортските надпревари за 9 оделение од сите основни училишта во град Тетово. Ова година од 34 училишта кои беа поканети да учествуваат во надпреварите, 28 училишта позитивно одговорија на нашата покана. Почнувајќи од 18 април се до 20 април, од прилика некаде 480 ученици ќе присуствуваат во нашите училиште во турнирот. Разни училишта ќе се надпреваруваат меѓу себе во разни категории, како што се фудбал, одбојка за жени и кошарка. Победниците ќе добијат купови и сите надпреварувачи ќе им се доделат на крај дипломи. Ова уште еднаш го покажува соработката што Јахја Кемал коледжот го има со сите други училишта во град Тетово. Освен надпреварите по физика и математика, за додавање стипендии, исто така и надпреварите по англиски јазик што ги имавме, ние сме организирали и ќе продолжуваме да бидеме домаќини на разни спортски надпреварувања, бидејќи само преку спортот и образованието можеме да ги зближиме младите. And friendship between young people. Од приватниот коледж Јахја Кемал се надеваат дека овие спортски надпревари, кои тие ги организираат, и во иднина ќе ги зближуваат учениците од различна етничка припадност. Инаку за 9 оделенците кои сакаат да учат во Јахја Кемал, приемните испити годинава ќе се организираат на 24 април. Според резултатите од сите региони на првите 18 ученици ќе им се доделат стипендии во одредени износи.